Водата за наводнување пристигна во нивите во Овчеполско. Во Лозово веќе се наводнува, до вечер водата треба да стигне и до крајната точка, односно до Каратманово и Дурфулија. Градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски вели дека наредната година ќе се инвестира за да се поправат каналите, навремено да бидат исчистени со цел земјоделците да можат навремено да ги наводнат своите ниви. Моментов дојдена е вода во општина Лозово и на цела територија на општина Лозово веќе треба да има вода за наводнување. Согласно нашите информации и она што го имаме од терен, Лозово веќе има навадено повеќе од 90%, водата оди према Милино, како што знаеме и Милино веќе 70-80% е навадено и мора да стигне до последната точка, односно Каратманово и Дурфулија, каде што ќе биде заокружен целиот овој процес. Ако се земе во предвид дека каналите не се исчистени навремено и не е менаџирано како што треба со самиот систем за наводнување, еден од основните проблеми со кој што се соочуваме е тешкото пристигнување на вода. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски по посетата во Овчеполско посочи дека ќе се работи за ова да не се повторува. Земјоделците навремено да добиваат вода за наводнување, а со тоа да се зголеми производството на земјоделски производи. Сакам да информирам дека од системот Брегалница процентуално општина Свети Николе и општина Лозово процентот на покриеност со вода се следниот податоци. Црнилиште наводнето 90% од површините, Аџиматово 90%, Деселинци 100%, Сарамзалино 90% е покриено. Лозово е при крај, во моментов се наоѓаме во Милино, каде што гледаме дека во каналот има вода. Она што сакам да го потенцирам за разлика од претходните години, водата стигнувала на крајот од сезоната кога воопшто не е потребно да се наводнува. Сега имаме вода кога навистина е потребно, поготово за лозовите насади да бидат снабдени со вода, односно да бидат наводнати за да можат да наполнат род. Ние се наоѓаме на предпоследната точка од системот Брегалница, последната која што треба да стигне вода, тоа се очекува да биде во вечерните часови денес, е Каратманово, каде што и земјоделците за прв пат можеби после долги години ќе добијат вода да ги наводнуваат своите површини. Во меѓувреме голем дел од земјоделците одамна се откажале од земјоделството во Овчеполско, оти како што велат секоја година мака мачат со водата за наводнување на нивните посеви. Велат потребно е каналите навремено да се чистат и водата навремено да биде пуштена. Пред време, че не сам ни цепки носил ни ништо, тоа е работа. Вода нема. Има два тројца што вадат, оние се сите откажаваат тука у село, никој не вади. Лани, па исто ланите така ја 2 декара тутунче имаше само тутунов га вади. Ништо повеќе не сам вадил лани. Исто 2-3 пати дојде водичка и така. Избегана кај Каратманово не отишло. Сега исто те до Дорфулија, сега идам до Дорфулија, некој вика блокчето има тутунче навадиле, некој не Дорфулија, Каратманово капка нема на. Па те ако сте поминали, ќе видите каналот нема вода. Треба да се чистат каналите или таа мрежа, главната мрежа не е уред. Не стасува водата до тука. Таа треба, они што прават патишта тамо доле по Кичево, по Охрид, по ова, треба оддејка да, ама има и за тука има средства. Има средства, треба да затворен канал да го направат. Затворен систем уствари. И да има вода овдека у секој момент, у секој случај да има вода. А овој каналот е целиот распаднат од Исти бање до ондека до Каратманово, сега ќе ја пуштат водата, он понира доле по земјата. Тоа се испукано, се онадено. За проблемите со водата за наводнување земјоделците неколку пати досега излегуваа и на протест, оти гореа суви нивите во овој регион.